да се биде хроничар за македонскиот народ, за македонската држава, за македонската диаспора, која се распостила во американскиот, австралискиот и европскиот континент, чија диаспора е најмногубројна, воедно и за 4 македонски православни епархии на Македонската православна црква, Охридска архиепископија, кои се наоѓаат во Америка, Австралија и Европа, меѓу кои и за Македонската епархија на Македонската православна црква, Охридска архиепископија, е тешка и одговорна задача, затоа што сите збиднувања кои се случиле, се случуваат или ќе се случат, хроничарот треба да ги преточи во едно недопишано слово, налик на некој ненадминат познавач на целокупниот живот, мајстор на секој детал, секој опис, кој умее на негов својствен начин да ги долови оние навидум ситници што не ги забележуваме, а се насекаде околу нас и се дел од нас, успевајќи тоа да го постигне на тој начин, пишувајќи за работи што му се блиски, што ги носи како дел од себе, затоа што сите тие односи, ликови, судбини, повторно и интензивно и емотивно ги доживува, затоа што таквиот однос кон ликовите и настаните, што ги опишува тој летописец, успева да му ги доближи до обичниот човек, а обичниот човек не е пасивен наблюдувач, туку активен учесник во тие настани. Ете како што вели народот, Господ милуваше да ги посетам нашите сонародници кои долги години живеат во европските земји под духовна православна закрила на Македонската православна црква, Охридска архиепископија, посебно на Македонската европска епархија на Македонската православна црква, Охридска архиепископија, ова 2026 во Господово лето и за нив да направам аудиовизуелен документарен запис, да ги надополнам моите досегашни сознанија како за етнокултурниот, така и за христијанско-православниот начин на живење во денешницава наша насушна, чие како нивно етнокултурен, така и христијански православен начин на живење е нераскинлив дел од парчево земја кое со милениуми се нарекува Македонија, а народот кој со векови живее овде македонски и е дел од секупната историја на Македонија. Иако со години, како што вели народот, му се токмев да ги посетам нашите сонародници во Европа, никако не му доаѓаше редот да направам и за нив документарен запис, се со цел да остане во колективната меморија на македонскиот народ, со надеж дека меѓу помладите по раѓање или по потекло од Македонија, особено меѓу оние поупатените во областите на историјата и антропогеографијата, ќе се изнајдат и љубопитници и ентузијасти кои за голем број прашања изнесени, делумно фатени или недопрени овде, ќе вложат и љубов и труд и знаење за да ги доистражат и изнесат на виделина, спасувајќи ги од неправедната правна заборавот. Една стара народна поговорка вели: не кога сакаме ние, туку кога Господ ќе го каже тоа. И навистина така и видна. Почитувани мои, според Господовото провидение, Господ милуваше нашите сонародници во Европа да ги посетам неколку дена по Ѓурѓовден, ова 2026 во Господово лето, да дојдам на гости кај нашинците во Германија, во градот Триер, поточно кај мојот долгогодишен пријател Злате Ковиловски,
чии негови семејни корени водат од стариот семеен род на Ковиловци од прилепското село Вранче, кој иако не е роден во Македонија, тој никогаш не ја има заборавено неговата татковина Македонија, неговата семејна родовска лоза, воедно преседател на Македонската православна црковна општина, на Македонската православна црква Охридска архиепископија Свети апостол Павле со седиште во градот Триер, да присуствувам на овогодишното епархијско собрание на Македонската епархија на Македонската православна црква Охридска архиепископија, кое се одржа во седиштето на Македонската православна црковна општина, на Македонската православна црква Охридска архиепископија Свети апостол Павле во градот Триер и на торжествената архиерејска света литургија предводена од неговото високо преосвештенство митрополитот Европски господин Тимен во сослужение на 24 свештеници од 40 црковни општини кои действуваат во 14 европски држави, сведочејќи за живото и активно присуство на Македонската православна црква Охридска архиепископија меѓу македонските верници ширум Европа, како и начинот на унапредување и ракопроизведување за време на светата литургија, каде што митрополитот Пимен го произведе во чин протојереј одец Орце Пешов, парохијски свештеник во Македонската православна општина Свети Кирил и Методи со седиште во градот Трентино, Италија, во чин ипоѓакон Илија Анđелевски од Македонската православна црковна општина Свети Наум Охридски со седиште во Виена, Австрија, во чин чтеец Миле Мајсторовски од Македонската црковна општина Свети апостол Тома со седиште во градот Луксембург, државата Луксембург, во чин чтеец Дејан Мустракински од Македонската црковна општина Свети Архангел Михаил и сите свети ангели со седиште во Лондон, Англија, заедно со соборниот многоброен македонски народ, а сето тоа преточено во овој аудио-визуелен документарен серијал во неколку продолженија. И навистина така и видна. Времето беше пролетно, погодено токму за патување. Кај нашинците во Германија, поточно речено за градот Триер, заедно со Димче Ковиловски, кој е дел од менаџерскиот тим на продукцијата Маријово филм, и професорот Драгослав Миновски, еден од најпознатите антрополози, географи, историографи и етнолози, не само во македонскиве, балканскиве, туку ширум европскиве простори, во денешницава наша насушна, тргнавме во раните утрински сати од меѓународниот скопски аеродром Александар Македонски, симнувајќи се на меѓународниот аеродром во градот Франкфурт Кан, некаде во раните предпладневни сати пристигналме во градот Триер, каде што не пречека мојот долгогодишен пријател Злате Ковиловски, заедно со нашинците кои долги години живеат во овој дел на Германија, кои привршуваа со подготовките на овогодишното епархијско собрание на Македонската Европска епархија на Македонската православна црква Охридска архиепископија. Почитувани мои, продукцијата Маријово филм, ете според господовото провидение, се наоѓа во Европската унија, поточно наречено во Германија. Ете продукцијата Маријово филм овдека е меѓу нашинците, меѓу нашите македонци во Европска унија, во Германија. Почитувани мои, продукцијата Маријово филм се наоѓа во градот Трир, каде што е познат во овој град по многу историски настани, меѓутоа во градот Трир е
роден Карл Маркс, значи родното место на Карл Маркс, кој што ете тој човек е еден од современите, односно овој филозофи на 20 век. Почитувани мои, ќе ја посетиме неговата родна куќа, меѓутоа ќе ги посетиме сите наши македонци овде кои што се наоѓаат во околината, не само во градот Трир, туку и во околината на овој град. Да бидам реален, полна ми е душата, што одека се наоѓа меѓу решенците во Германија, а се разбира, ова сето немаше да биде реализирано ако не беше поканата на мојот домаќин, тоа е Злате Ковиловски, кој што, иако овде е роден, во Германија, во градот Трир, тој никош не ја заборавил родната земја на неговиот татко Димче Ковиловски, кој што и тој е дел од менеджерскиот тим на продукцијата Марио Филм, како што напомнав, по покана на Злате Ковиловски, кој ќе ми биде домајчин, а воедно ќе ми биде водич овдека во овој град, овдека меѓу нашите македонци. Почитувани мои, сето ова што продукцијата Марио Филм ќе го сними, ќе биде преточено во документарен серијал од неколку продолженија. Не се видел да го многу мамате. Чао, чао. Чао. Сега малиот Злате. Како се викаш? Ахир, Како се презиваш? Ковиловски, Како се вика дедо ти? Ковиловски, Дедо како се вика дедо? Димче, А баба? Дана, А како се вика тато? Злати, Колку години имаш? 10, 10 години. Да се живи здраво. Кој деление си? четврто, Си бил во Македонија? да. Голем да растиш, голем да растиш. Дедино дете. Гушти го дедо шедаш. Гушти го дедо. Така. Многу љубов, тоа е супруга и милата моја. Ајде, да ја поздравиш баба Дана. Ајде кажи, баба Дано, баба, Дано, ќе дојдам. ќе дојдам, Уште еднаш. Јави се. стеднаш во лето. Така. Да се ми здрава и жива. Три јазни зборуват, читат и пишуват. Да ми го чуваш, дедо. Да ми го чува стедо. Гушти го шедаш, гушти го. Така. Така. И татком кој беше, вака беше у косе бацове, а зошто коса не бацувам? Затоа што немам коса. Да. Така. Ама баба рече, ово поднесе. Продукцијата Марио Филм имаше таа чест и голема благодарност до семејството Ковиловски, а пред се до црковната општина која го носи името Свети Апостол Павле, која што е 35-та
црковна општина во Европската епархија да биде домаќин овие 2-3 дена, поточно речено 8, 9 и 10 мај 2026 господово лето на 25-то годишно собрание на оваа епархија. Кој беше поривот, иницијативата да бидеш првиот меѓу еднаквите во управниот одбор на оваа црковна општина, да формирате црковна општина со седиште во градот Трир? Убаво прашање е едноставно ќе ти одговорам. Вака како што си седиме со другарите, со пријателите, со новодоселените, се роде желбата повеќе да се дружи. Да има клуб, да има црква, да имаме кај да се собериме, и јас му реков, па дај да го направиме. Ако сите се сложуваме дека убаво би било да нешто да постои, тогаш јас се активирам да помогнам да се направи, и се направи, се стори. Пред колку години? Па да, почнавме ние баш на времето на корона, 2020 година. Така. Значи сите бевме затворени, никој немаше, не смевме да излеземе од куќата, а имаше еден закон кој што велеше дека ако играш надвор фудбал во отворено, тогаш смееш да се собериш. И така ние формиравме фудбалски клуб и се среднувавме да играме фудбал. Корона може. Да, и нашата црковна општина е баш формирана за времето на корона. Значи, кога е најлошото време, кога луѓето мислеат дека ќе пропадне човечанството. Дали ти си исполни душата што во Трир, на 8 во градот Трир, во западна Германија, на Оврчиго, на 8, 9 и 10 беше 25-то годишно собрание на Европската Оврчиго епархија, со која ќе начествуваше митрополитот Пимен, заедно со црковното наместништво од Европската епархија, каде што овде во градот Трир се одржа отличката богослужена литургија и храмот кај што се одржа литургијата беше препон со наш македонски народ. Имавме многу месеци подготовка. Задните недели беа многу напорни во подготовката и со целиот тим ние дадовме се од себе ова да биде успешно и уште сме во една фаза од умор. Така е. Ама и задоволство. И задоволство. Задоволството и јас самиот како активиста кој што многу работев од сабање до ноќе со сите, целиот мој тим, сите членовите активисти, ние покажавме една љубов, една што не соединение како браќа и сестри, како никога што сега. И покажавте една сила што здрачи во целата европска епархија, ама и преку океанот и наједноставно го продадов преку гостите. Ги прашувам на крај, како си поминавте, што ви се вашите впечатоци и до сега јас имам само позитивно слушнато. И затоа сум среќен, радосен и задоволен. Вика старите, човек кога ќе се спрема да му дојдат гостите, кој ќе чукли тапанот, кога ќе се чуе писокот на гајдата. А тоа беше и вчера во ресторанот, нашето знаме македонско. Да. Орото го водеше. Ти се радуваше ли душата? Па се опушти в тој момент, знаев дека важниот официјален дел беше завршен и дека се и дека битна работата. Така е. Се собра луѓето, сите има јадење, пијање, влезница, спијање обезбедено и тогаш во тој момент знаев дека еве. Меѓутоа, продукцијата Марија Филм присуствуваше на литургијата овдека во катедралата,
каде што на утринската богослужбена литургија беше присутен и ајде вака македонски да кажам, и митрополитот на протестантската црква. Има една моја импресија. Митрополитот на протестантската црква на македонски јазик го пееше Отче наш. Тоите импресии преполна беше. Види, тој беше викар од католичката црква, римокатоличката и Значи моја корекција е навластен за екумената, значи за така. И јас му бев негов личен преведувач и јас стоев цело време до него и приметив и господин Пимен му даде голема чест што имаше право и се вклопе во литургијата со кажувањето на молитвата на германски јазик, што вие го снимавте и во времето кога стоев до него јас имам приметено кога хорот пееше дека тој пееше со нив. Значи тој навистина знае македонски. И ја го приметив. И кирилица знае да чита. Дори вашиот татко рече ја го приметив, ама и камерата намалија филмта во очи го снимаше. Како се чувствуваше, а и продукцијата Маријов филм, тоа ќе го видат нашите македонци, кога се пееше химната на Република Македонија. Јас патувам 30 години низ Македонија, не сум видел досега, ми грееше душата, нашите дечи на македонци да ја пеат. Хоро. Минатата година отворивме во Република Рајнланд-Пфалц македонско школу што е признаено од германското министерство за образование и учителката добива плата од страна на германската држава и оцените на децата во македонското школу влегува и во германското свидетелство. Така да тоа беше една иницијатива која што ја започна веќе пред 3 години и овие деца се фактично првата група во оваа република кај што е сега официјално државата ја го признае македонскиот јазик, нели, покрај другите 20. И за возврат родителите и учителката ги донесоа децата да ја пеа химната македонска. Така да тоа е една од најубавите слики што ќе ми остани во животот. И од фолклорната група, од уна што беа дојдени. Дечината што игра. Секаваш дека брат ми Гоце беше тренер или како го вика селектор на Кореограф, да. Во клубот во Реда Виденбург. Не? И имаше вчера деца од Реда Виденбург. Имало не видов, не? Имаше, да. Од Ацковски. Може. Да, тие се таму, и тие се во таа фолклорна група. И значи тие беа фолклорна група од јас кај што сум роден, од Нотр-Ден-Вестфалија, мојата покрајна. И немав доволно време да му држам еден говор, ама сакам една многу важна порака на децата да му кажам дека ова сето што го правиме, тоа тука го правиме ние како возрастни, како родители, фактично само за нив. То изгледа како за нас да е забава, ама во правилно ние нас што не мотивира и што не спојува се децата. Значи ние сакаме да му го предаваме тоа на следната генерација за да живее македончината вечно. Ајде да речам така, една од помладите црковни општини, кој што го носи името на Свети апостол Павле, од Боградот Трин. 23 фамилии се кои што, значи се темелот на оваа црковна општина. Како го организирате овие наши македончина, овие наши дечина, да го знаат македонскиот јазик, да знаат да читаат, да знаат да пишуваат, да знаат кирилицата, печатните букви, ракописните букви, да го сознаат коренот. Во секој случај, значи јадрото е домашното воспитување. Ти си роден во Германија.
Дали се гордеш што твоето потекло е од Македонија, Република Македонија, од Пелагонија, од селото Вранче, и кој ќе појдиш во Македонија, кој ќе водиш во селото Вранче, кај што е овој роден татко ти се радува ли душата или ти плаче? Јас сум навистина роден во Германија, израстен и како македонец и како дете јас бев нема разлика од кај си, што си. На што се сеќаваш како дете кога одеш? Кога почнав да истражувам, например, за историјата на Македонија, јас тогаш приметив дека нашата историја е многу длабока и широка и затоа е комплексна и траеше многу години дури да ја научам македонската историја и од кога ја доучив, јас сватив дека е многу голем чест да си роден на ова планета Земја како македонец. Тоа е голем привилег и јас сум затоа најсреќен што Кога ќе чуеш македонската песна, кога ќе чуеш македонското оро, тоа го видов на знамето вчера, ти се радува ли душата? Да, значи за мене е дел од животот, идентитетот, значи јас сум чист македонец и секој ќе останам и се што е македонско мене ме бендисува. Ајде една порака до сите наши македонци. Без разлика, дали се во Република Македонија, дали се во Австралија, Америка, Канада, дали се во Европската Унија, дали се во Преспа, во Гора, пораката да барем еднаш да си дојдат во родното огниште, да ги отклучат оние зареđени катанци, затоа што многумина велат по ово место од Република Македонија, по ово место од родниот крај, ете, очи го твоето потекло од селото Вранче, нема никаде. Да, јас можам на сите да му кажам дека е многу убаво да си ја истражуваат своите корени. Многу ќе му се допадне да ја истражува Македонија и ако е мала територија, има многу интересни работи да се видат, да се научат и преку Мариово филм некои мали детајли во секоја гора, под секој кабен да се заврати, може да се најде, да си ги видите вашите собствени корени и ние сме релативно мал народ. Ама богат со историја. Многу богат во историјата, но има една работа што може нас да не прави најсилни во светот и тоа е единството. Значи, ние ако сложно продолжуваме да соработуваме, секој малце, ама да продолжиме да се подржуваме на југо место во светот. Почитувани мои, пред да го проследите документарниот запис, како од световниот, така и од духовно-православниот, воедно и од епархиското собрание на Македонската Еврошка епархија, на Македонската православна црква, Охридска архиепископија, од торжествената архиерейска света литургија, предводена од неговото високо преосвештенство митрополитот Европски господин Пимен, во сослужение на 24 свештеници од 40 на црковни општини кои действуваат во 14 европски држави, сведочејќи за животот и активното присуство на Македонската православна црква меѓу македонските верници ширум Европа, како и начинот на унапредување и ракопроизведување за време на светата литургија, каде што митрополитот Пимен го произведе во чин протоиереј отец Орче Пешов, парокиски свештеник во Македонската православна општина Свети Кирил и Методий, со седиште во градот Трентино, Италија, во чин и поџакон, ракопроизведен Илија Анџелевски од православната црковна општина Свети Наум Охридски, со седиште во Виена, Австрија, во чин чтеец Миле Мајсторовски од Македонската црковна општина Свети Апостол Тома, со седиште во градот Луксембург, државата Луксембург, во чин чтеец Дејан Мустракински од Македонската црковна општина Свети Аркангел Михаел и сите свети ангели, со седиште во Лондон, Англија, заедно со многобројниот соборски македонски народ,
кое се одржа во Македонската православна црковна општина на Македонската православна црква, Охридска архиепископија Свети апостол Павле, со седиште во градот Триер, Германија, предлагам да го преследите досегашното како антрополошко, географско, историографско, етнографско, христијанско православно истражување посветена на македонската дијаспора на професорот Драгослав Миношки, еден од најпознатите антрополози, географи, историографи и етнолози, не само во македонскиве, балканскиве, туку широм европскиве простори, во денешницава наша насушна, копајќи широм европските архиви во изминативе неколку децении во продолжение на оваа репортажа. Македонците имаат своја долга историја која датира многу пред Илинденското востание во 1903 година и пред легендарниот Карпош, кој во 1689 година загина на камениот мост во Скопје. Историјата на коравиот македонски народ почнува многу одамна и таа е многу бурна и многу тешка. Суровата експлоатација и асимилација во текот на долгото робство под Отоманската империја и турското робство, поделбата на Македонија меѓу трите балкански држави, Србија, Бугарија и Грција, подоцна и од Албанија, како и неподносливиот терор со цел претопување и однародување, го ставиле македонецот пред разни искушенија, страдања и борби, за да го зачува својот идентитет и во границите на можностите да ја издвојува националната и социјалната слобода. Развојниот пат на македонското иселеништво во основа се поклопува со развојот на настаните на Балканот и уште повеќе во зависност од тоа како се движеле настаните околу Македонија. Како резултат на тоа, преселничките печалбарски движења на македонците и нивниот интензитет биле условени пред се од тешките економски услови за живење и работа, а во многу помал број случаи и од причини што имаат национално-политички карактер. Особено, ограбувањата што ги вршеле разбойничките банди во западниот дел на Македонија, даночните притисоци, постојаните територијални претензии на соседните земји кон Македонија и стремежите на туѓите интереси за доминација или влијание врз македонскиот народ го принудија македонецот постојано да се бори за да опстои на балканската ветрометина. Тешките и лоши, често и невозможни и неподносливи услови за живење и постојаната борба за опстанок присилиле голем број македонци да се определат покрај другото и за печалбарството. Печалбарството при крајот на 18-тиот, потоа 19-тиот, 20-тиот век и почетокот на овој век станало масовна појава и еден од најсилните докази за неподносливата состојба, особено во македонските села. Селаните масовно ја напуштале Македонија и оделе во Солун, Цариград, Смирна, Скадар и надвор од границите на Турција, во соседните земји Србија, Грција, Бугарија и во Романија, а понекогаш и во Австро-Унгарија, во Франција и во Египет. Така, по неколку илјади од Леринско, Преспа и Костурско секоја година оделе во Цариград и Смирна, од Струшко и од Битолско најчесто заминувале за Скадар, од прилепските села и од градот оделе во Србија и во Бугарија, од Охрид и околината оделе во Србија, Бугарија, во Романија, а голем број печалбари имало од Велешко, Кичевско, Демирхисарско и од Тетовско. Тешко е да се прецизира времето кога македонците почнале да одат на печалба во прекуокеанските земји, во Соединетите Американски држави, Канада, Австралија и во Аргентина. Меѓутоа, се знае дека првите печалбарски групи од Македонија на северноамериканскиот континент пристигнале во 1885 година. Во Австралија пак, првите македонци, печалбари, пристигнале по Првата светска војна, а првите поголеми групи во 1924 година. Печалбарството, односно преселувањето од Македонија во прекуокеанските земји е карактеристично за традиционално иселеничките краишта. Леринско, Битолско, Преспанско, Костурско, Охридско, Воденско, Прилепско, Струшко, Солунско, Тетовско и од други делови во Македонија. Преселницките бранови од овие краишта се засилиле по Илинденското востание во 1903 година, а особено изразени се по балканските војни
и по Првата Балканска војна, кои наместо слобода од петвековното робство на македонците им донесоа тројна поделба: угнетување, асимилација, денационализација и физичко уништување, што ги спроведувале од порано ослободените соседи Бугарија, Кралска Југославија и Грција. Настанаа крупни миграциони движења и етнички измени кои имаат катастрофални последици за македонското население. Бранот на иселување од сите делови на Македонија беше, исто така, интензивен меѓу двете светски војни, а особено по светската криза. Меѓутоа, по Втората светска војна, а особено по поразот на демократската армија на Грција во граѓанската војна во Грција, на чија страна масовно учествуваше и македонското население од егејскиот дел на Македонија, со надеж дека конечно ќе ги добие своите национални и социјални права, иселувањето се засилува. Поради репресалиите и другите смислени притисоци на грчките власти врз македонското население, во овој период огромен број македонци и други националности беа принудени на преселување и напуштање на своите родни огништа. Ваквите појави беа особено изразени во Ленинско-Костурскиот крај, каде што постоеле по десетици агенции кои во наводници се грижеле за откорнување на македонското население од нивната родна земја Македонија. Исто така, карактеристичен е периодот од 1960 година, кога со отворањето на поранешна Југославија кон светот и со вклучувањето во меѓународната поделба на трудот, паралелно со создавањето на аграрно население и со либерализација на политиката за одење на работа во други земји, доаѓа до иселување на голем број работници и интелектуалци од Република Македонија во прекуокеанските и западноевропските земји. Преселнички движења од Македонија кон САД, Канада, Австралија и западноевропските земји се присутни и ден денес. Меѓутоа, нивниот интензитет е различен, зависно од економско-политичкиот момент во Македонија и во светот. Треба да се нагласи дека во почетокот на одењето на печалба во прекуокеанските земји, значителен број од еселениците се враќаат во родната земја, градат нови куќи, купуваат недвижен имот и ги школуваат своите деца на висшите и високите школи во Република Македонија. Прекуокеанските и европските земји за многумина се можност за привремено вработување и престој од неколку години. Бројот на македонците во прекуокеанските земји тешко може да се одреди, бидејќи македонците при доаѓањето во новиот свет патуваа или доаѓаа со турски, грчки, бугарски, со српски или со други патни исправи. Во зависност од тоа, нивните имиња се приспособуваа на земјите од каде што доаѓаа. Единствено, македонците од Република Македонија заминуваа со македонски патни исправи и се регистрираа официјално како македонци во прекуокеанските земји. За македонците од другите делови, за жал, процедурата за докажување на сопствениот идентитет е потешка и непријатна, неретко се кршат и основните морални норми пропишани со Декларацијата на Обединетите нации за основните човекови права. Разликите што иселениците од македонско потекло во прекуокеанските земји ги поседуваат во социјалната структура се резултат на различните нивоа на образовно-воспитната и материјалната состојба. Како резултат на тоа, се јавуваат некои карактеристични заеднички обележја во нивниот социјален живот и начин на интегрирање во англосаксонскиот свет. Така, голем број од македонските иселеници само привидно ја прифаќаат интеграцијата во општествата на Соединетите Американски држави, во Канада, во Австралија и во Европската Унија, а му остануваат верни на традиционалниот македонски начин на живење. Тие и понатаму остануваат тесно врзани со семејството кое суштински го формираат и одржуваат во по-традиционален дух, слично како во нивниот стар роден крај. При тоа, обезбедувањето и заедништвото на семејството во поголем број семејства представува еден од приоритетните животни цели на македонскиот иселеник во новата средина. Затоа и најголемиот дел од нивниот општествен живот се одвива во рамките на македонската етничка заедница, кон која нашиот човек е тесно поврзан и прави се
за нејзин развој и за афирмација на македонската вистина. Меѓу двете светски војни, од властите во Австралија, Канада, Соединетите Американски држави, европските држави и во други земји во диаспората не се регистрирани верски објекти на македонците како македонски институции, бидејќи дури и во сопствената земја немале автокефална црква во тоа време. Така, според патните исправи, македонските селеници не можеле да се запишат дека се македонци. И таму им бил негиран националниот идентитет, што е дел од историската објективна вистина за македонците во диаспората. Затоа, во минатото, одреден број на македонски доселеници своите црковни, семејни, брачни, традиционални, културни и слични потреби ги извршувале во другите православни цркви, како и во објекти на католичката, односно англиската црква и некои протестантски цркви. За црковното, духовното и националното живење на македонците во Германија, секако е најзначајна европската епархија како дел од македонската православна црква, Охридската архиепископија. Имено, со зголемувањето на бројот на македонските православни црковни општини во западноевропските земји се појави потребата од формирање на нова епархија на македонската православна црква. По примерот и начинот на работењето на американско-канадската и австралиската епархија започна да се размислува за организираноста на македонските православни црковни општини и во Европа во една епархија што ќе го носи името Европска епархија на македонската православна црква. Така, оваа идеја беше искористена во текот на посетата на високата делегација на македонската православна црква, предводена од поглаварот господин Михаил, прва од таков вид во Германија во февруари 1994 година, и тогаш се формира и голем иницијативен одбор за основање на Европската епархија. Имено, на 27 февруари 1994 година во Мајнц се собраа представници на Македонската православна црква од Сојузна република Германија, Шведска, Данска и Швајцарија, при што беа прифатени одлуките на Црковно-народниот собор на Македонската православна црква од 4 до 6 декември 1993 година за основање на Европска епархија. Потоа беше избрано времено тело што ќе ги врши сите работи околу основањето на епархијата, а беше формиран и фонд на име на епархијата. Посебна важност и време делегатите посветија на прашањето околу пополнувањето на црковните општини со редовни свештеници. Реалноста говори дека македонците во западноевропските земји своите верски празници ги прославуваат во клубските простории или пак во изнајмени црковни објекти, обично католичката и методистичката црква во Германија, кои за среќа секогаш им излегувале во пресвет. Меѓутоа, македонците се повеќе сакале да се организираат своји цркви, во кои ќе се одржуваат богослужби на македонски јазик, крштевања и други активности поврзани со црковниот живот. Затоа беше неопходно да се формира Европската епархија. Прв надлежен архиереј за Европската епархија беше владиката Петар. Потоа, од 1995 година е избран за надлежен архиереј владиката Гораст, а подоцна во 2006 година е избран митрополитот Пимен, кој ден денес е на таа должност. Митрополитот Пимен, чие родено име му е Сотир Илиевски, роден на 3 октомври 1971 година во Ресен. Уште како студент на теолошкиот факултет, кај него се родила желбата да отиде во манастир, па по завршување на 3-та година факултет заминал во водочкиот манастир во Струмица во 1997 година, каде го добил монашкиот подстриг. Набрзо потоа станал игумен на истиот манастир, период кога и вонредно го завршил теолошкиот факултет. На предлог на Синодот на Македонската православна црква, како архимандрит, заминал во Париз во 2004 година на постдипломски студии на Свети Сергеј факултетот, каде ја извршува парохиската служба во тамошната црковна општина. За време на студиите, господин Пимен е хиротонисан, заедно со Методи и Климент, при што станува викарен епископ Полјански и како таков е ракоположен на собирот на сите македонски светии во октомври 2005 година во црквата Света Софија во Охрид.
Најпосле, на 6 април 2006 година е поставен за митрополит европски, при што го сели седиштето на епархијата во Малме, Шведска. Идејата за формирање религиозна заедница на македонците од Минхен датира од 1972 година, меѓутоа конкретни чекори се преземени во 1976 година, кога е одржан првиот иницијативен состанок. На 19 јануари 1987 година е одржана првата богослужба на мајчин македонски јазик. Членовите на црквата Света Троица имаат поддршка од католичката и евангелистичката црква, како и од германските црковно-државни власти. Црквата е регистрирана пред надлежните судски власти во 1990 година, а во 1992 година е пререгистрирана како црковна национална институција на македонскиот народ во Минхен и околината. Македонскиот клуб Илинден 1903 бил формиран во 1978 година. Членовите на овој клуб биле иницијатори за формирање на Македонската православна црковна општина, чии активности започнале на 14 јануари 1991 година. На 6 април истата година бил формиран црковниот одбор, кој одлучил црквата да го носи името Свети Ѓорѓи Кратовски, а активностите започнале на 12 мај 1992 година. Македонците во Хамбург земале под наем евангелистичка црква, каде ги одржувале богослужбите. Иницијатори за формирање на црковната општина Свети Климент Охридски се членовите на македонскиот клуб Гоце Делчев. Иницијативата за формирање на црковна општина датирала од ноември 1972 година, а на 8 март 1973 година Светиот архиерејски синод го потврдил нејзиното постоење. Црковната општина Свети Климент Охридски го започнала својот духовен живот на 17 мај 1991 година, кога се одржало првото собрание. Во Штутгарт со успех работи македонскиот клуб Вардар и Македонската православна црковна општина Свети Кирил и Методи, кои се носители на бројни активности. Црковната општина за секој поголем христијански празник организира доаѓање на свештено лице од Македонија кое врши црковни потреби. Црковната општина Свети Никола во Мајнц. Иницијативата за формирање на оваа црковна општина се родила на 23 октомври 1990 година, запотоа на 19 јануари 1991 година црковната општина да биде регистрирана пред германските власти. Богослужбите се одржувале во католичката црква Свети Бернард во Мајнц, во која имало поставено иконостас по православните канони и кој е осветен од владиците Михаил и Стефан. Свети Спас во Хановер. Првите иницијативи за дружење меѓу македонците се јавиле во фудбалскиот клуб Вардар, кој бил формиран во 1975 година. Потоа на 27 мај 1979 година се формирало спортското друштво Илинден, кој од 1985 година го носи името Македонски клуб Илинден. Македонците во Хановер се организирани и во црковната општина Свети Спас, која представувала прва регистрирана македонска црква пред надлежните власти во Германија. Со независноста на Република Македонија, црковниот живот се интензивираше, а потребата од редовни богослужби стануваше се поочигледна. Така, поголемиот број од нашите црковни општини во Јужна Германија беа основани во почетокот на 90-тите години. Денес во Баварија и Баден-Виртенберг постојат 6 активни црковни општини, кои од 1996 до септември 2024 година беа дел од Минхенската парохија. Света Троица, Минхен, Свети Никола, Инголштад, Свети Атанаси, Нирнберг, Свети Димитри, Ален, Свети Кирил и Методи, Штутгарт, Пресвета Богородица, Синделфинден, Беблинген. Согласно промените од септември 2024 и јануари 2026 година, Минхенската парохија денес ги опфаќа црковните општини во Минхен и Инголштад, додека останатите црковни општини во Баден, Виртенберг и црковната општина во Нирнберг преминаа под надлежност на други свештеници. Од 2015 година
сведочиме на трет бран на иселување македонци, за кои нашата црква, Македонската православна црква Охридска архиепископија, представува суштински дел од нивниот идентитет. Иако точната бројка на верници не е позната, се проценува дека таа е помеѓу 15.000 и 20.000 лица во Јужна Германија. Формирањето на црковната општина во Минхен започна уште во 1986 година, кога македонци од Минхен и околината формираа иницијативен одбор. Во координација со свештеници кои привремено доаѓаа, тие си поставија цел да ги обединат сите македонци во регионот со цел основање на црковна општина и наоѓање храм за одржување на богослужби. Во краток рок, одборот успеа да допре до значителен број македонци и да обезбеди гостинско користење на католичката црква Света Маргарита, православно Света Марина, за нивните богослужби. Со создавањето на основните предуслови, на 18 јануари 1987 година се одржа првата богослужба предводена од отец Петар Јорданов, што го означи почетокот на континуираниот црковен живот во Минхен. Една година подоцна, на 11 април 1988 година, иницијативниот одбор повторно се состана и одлучи да побара дозвола од Светиот Синод на Македонската православна црква Охридска архиепископија за официјално формирање на црковна општина под името Света Троица. Црковната општина беше официјално регистрирана во јануари 1990 година пред надлежните судски власти. Црковната заедница продолжи да постои, првично раководена од свештеници од Македонија, се до 1 јануари 1997 година, кога првиот постојан парохиски свештеник, отец Мирко Пешевски, ја презеде својата должност. Свештеникот од јули 2023 година е член на Православната свештеничка конференција во Минхен. Оваа конференција, на која учествуваат сите православни свештеници од различните локални цркви во Минхен, е дел од Православната епископска конференција во Германија. На 15 септември 2024 година Европската епархија на Македонската православна црква Охридска архиепископија и Јустинијана I во градот Берлин испиша нова историја со чинот на осветување на камен темелникот за уште една нова македонска православна црква во Германија. По 30 години од формирањето на Македонската православна црковна општина Свети Климент Охридски во Берлин, македонците во Берлин конечно ќе добијат свој храм. Во чест на осветувањето на камен темелникот се отслужи света архиерейска литургија, на која чинно насолствуваше неговото блаженство господин Стефан, архиепископ Охридски македонски, и на Јустинијана I во сослужение со надлежниот архиереј, неговото високо преосвештенство господин Пимен, митрополит Европски, и неговото високо преосвештенство господин Јосиф, митрополит Тетовско-Гостиварски, со повеќе свештенослужители од Македонија и Европа. Црквата е една. Господ не востанови многу цркви, туку една. А таа една црква се поистоветува со единственото тело на единиот Христос. Но, заради тоа што таа една црква се остварува, се пројавува и иконично се изобразува во евхаристиската заедница возглавена од епископ, таа, според природата на нештата, се појавува како многу цркви, зашто незамисливо е да постои една евхаристиска заедница за цел свет. Таму, каде што верниците се собираат на едно место околу својот епископ, за да го совршат евхаристиското собрание, таму се устварува и севкупното тело Христово, односно таму се возглавува тајната на божествениот домострој и во потполност се изобразува Царството Божјо. Затоа, ние зборуваме за една црква која што е составена од мноштво локални цркви. Исто така, заради тоа што секоја локална црква во која што се совршува светата Евхаристија представува потполно тело Христово, секоја таква локална црква треба да биде и може да се нарече севкупна потполна црква. Како што светата Евхаристија го остварува целиот Христос, а не само некој негов дел, така и секоја локална црква представува потполно тело Христово, а не само некој негов дел. Значи, според православната еклесиологија, секоја локална епископска црква представува потполна соборна црква, исполнета со сите благодатни богочовечки дарови Божји,
потребни за спасение на луѓето, односно представуваат цело тело Христово, зашто поимот црква се засновува на светата Евхаристија. Единството на локалната и универзалната соборната црква не е некако единство во колективност, каде што локалните цркви би сочинувале делови од една поголема црква, туку е благодатно единство во идентитет, каде што сите локални епископски цркви во светата Евхаристија се поистоветуваат меѓусебно и со телото Христово, односно и со онаа првобитна апостолска црква во Ерусалим и со ескатолошката црква на невечерниот ден на Царството на Отецот и Синот и Светиот Дух. Архиепископот Охридски и Македонски, господин Стефан, е центар на соборниот живот и единство, како во својата локална црква, Скопската епархија, така како прв по чест меѓу еднаквите во Синодот и на целата наша македонска православна црква, Охридска архиепископија. Тој е нераскинлива алка во синџирот на соборното. Почитувани мои, документарниот запис, како од световниот, така и од духовно-православниот живот на нашинците во Европа, воедно и од овогодишното епархиско собрание на Македонската Европска епархија, на Македонската православна црква, од торжествената архиерейска света литургија, предводена од неговото високо преосвештенство митрополитот Европски господи Пимен, во сослужение на 24 свештеници од 40-тината македонски црковни општини, кои действуваат во 14 европски држави, сведочејќи за животот и активното присуство на Македонската православна црква меѓу македонските верници ширум Европа, како и начинот на унапредување и ракопроизведување за време на светата литургија, каде што митрополитот Пимен го произведе во чин протоиереј отец Орце Пешов, парокиски свештеник во Македонската православна општина Свети Кирил и Методи со седиште во градот Трентино, Италија, во чин и поџакон ракопроизведен Илија Анџелевски од православната црковна општина Свети Наум Охридски со седиште во Виена, Австрија, во чин чтеец Миле Мајсторовски од Македонската православна општина Свети Апостол Тома со седиште во градот Луксембург, во чин чтеец Дејан Мустракински од Македонската црковна општина Свети Архангел Михаел и сите свети ангели со седиште во Лондон, Англија, заедно со многобројниот македонски народ која се одржа во Македонската православна црковна општина на Македонската православна црква Охридска архиепископија Свети Апостол Павле со седиште во градот Триер, Германија. Предлагам да го проследите во наредната документарна репортажа како дел од оваа документарна серија.